Во последните 3 години инвестиравме околу 15 милиони евра во сите 4 правни субјекти, и тоа значи во опрема, човечки капитал, млади доктори, медицински персонал, стипендии, објекти, системи, возен парк. Никоп групацијата е со годишен обарт од околу 30 милиони евра и во овој период инвестиравме во деловни простории, во канцеларии, креирајќи пријатна и удобна средина за вработените во администрацијата и во секторите мониторинг центар и кеш услуги. Нашите планове се и понатаму да го јакнеме приматот на лидери на пазарот во сегментот за обезбедување на имоти лица, со што ќе понудиме услуги кои се уште ги нема во Република Македонија во делот на приватното обезбедување. Планираме секој вработен кога ќе биде на интервенција да поседува своја камера на својата униформа, а ќе инвестираме и во камери во возилата кои ќе ни дадат јасна и прецизна слика за тоа кога и како се интервенира. Би сакал да истакнам дека со само една година постоење на Никоп Лаб станавме лидери и во тестирањето на COVID-19 и со нашето влегување на пазарот практично ги намаливме цените на приватните тестирања за COVID-19 за повеќе од 70% и значително го помогнавме државниот здравствен систем со брзите медицински интервенции и тестирање. Инвестициите како оваа денес и развојот на домашните компании се двигател на националната економија. Истите се возможни како резултат и на заложбите на владата насочени кон создавање на услови за развој на приватниот сектор, но и овозможување услови младите својата иднина да ја градат тука, дома, во компании кои се посветени да придонесат кон економскиот развој на државата, но и да вложат во развој на човечкиот капитал. Овие инвестиции се исто така значајни и нивната вредност е уште поголема со оглед на тоа што се случуваат во услови на сегашната економско-енергетска криза, а значат раст на бројот на работни места. Во таа насока, инвестицијата на оваа компанија ја гледаме и од аспект на отворање на нови, високостручни работни места за наши сограѓани кои своите професионални ангажмани сега ги остваруваат во групацијата која има преку 2600 вработени. Зачувувањето и отварањето на нови работни места е висок приоритет на оваа влада. И во услови на пандемија со 6 пакети антикризни мерки, кои се проценети на вредност од околу 1,2 милиарди евра, беа сочувани околу 80.000 работни места и беа поддржани преку 20.000 компании. Воедно влогот во човечкиот капитал владата го поддржува и затоа уште од старт реализиравме раст на минималната плата од 18.000 денари, а паралелно согласно статистика расте и просечната плата и истата изнесува скоро 30.000 денари. Исто така во разговор со менеджментот, просечната плата во Никоп на сите услуги кои што ги нудат веќе се приближува кон просечната плата на државно ниво. Невработеноста во четвртото тримесечие од 2021 година е на најниско ниво во независна економска историја и изнесува 15,2%. Согласно плановите за развој, стапката на вработување се предвидува да се зголеми на 54,3% во 2026 година, а стапката на невработеност за прв пат да влезе во едноцифрена зона до 2026 година. Со заедничка посветена работа на владата, коморите, синдикатите, експертската јавност, како и со поддршка на меѓународните институции, реализацијата на овие планови ќе овозможи севкупен економски развој на државата, но и заштита на стандардот на граѓаните. Во овој момент пред нас се огромни предизвици, не чека тешка година, но јас верувам дека заедно ќе ја премостиме. Во услови на најголемата светска криза во поновата историја, фокусирани сме кон ублажување на последиците од кризата, но и креирање мерки за економски развој и реализација на капитални инвестиции. Уште на почетокот ги преземавме сите неопходни чекори за да се ублажат ценовните шокови. Брзо и навремено донесовме пакет мерки во вкупна вредност од 615 милиони евра за да се амортизираат притисоците врз стандардот на граѓаните и да се обезбеди ликвидност на компаниите. Со овие антикризни мерки, сметките на граѓаните се помали за околу 4000 денари месечно. Со финансиска поддршка преку развојната и комерцијалните банки,